Максим Вацевски, главниот државен ревизор, гостин во денешното интервју на Телевизија 24. Директор, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од вестите на Телевизија 24 денеска. Благодарам и вам, поздрав до гледачите на 24 вести. Така малку излеговме денеска од рамките, интервјуата ги правиме во нашето студио, меѓутоа ете ради следна околност, денеска сум ваш гостин на некој начин, па сакав да почнам со она што е најактуелно. Најавите во понеделникот ексклузивно за нашата телевизија дека ќе се прави вонредна ревизија на јавното претпријатие Комуналецот Гостивар. Што ќе биде цел на испитување од ваша страна? Добро дојдовте во просторите на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција, појаѓајќи од самата улога и содржината во годишниот извештај за работењето на државата од страна на Европската комисија, во која што се наведува дека во суштина управувањето и ефективноста на користењето со водните ресурси и обезбедување на вода за пиење до сите граѓани во нашата држава представува една од темелните вредности. Државниот завод за ревизија согласно годишната програма за работа за 2026 година утврди две области за ревизија. Тоа е едната ревизијна успешност во делот на што значи ефективност на водоснабдувањето и степен на загуби во испораката на водните ресурси, а втората ревизија се однесува на ревизија на финансиските извештаи на јавното комунално претпријатие Комуналец Гостивар и во суштина се работи за редовна ревизија која што утврдена согласно годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија. Во однос на епидемијата, што може тоа да биде како момент на испитување, односно што може да покаже вмешаност или некакви неправилности? Во однос на епидемијата, јас би посочил само следејќи ги целокупните настани информации, пресконференции од сите институции во државата, јас би само посочил сите оние кои што се занимаваат со оваа област, да ви погледнат утврдените состојби од страна на Државниот завод за ревизија, објавени во конечниот ревизорски извештај во 2009 година, кој што се однесува за финансиското работење на јавното претпријатие Комуналец за 2007 година. Ништо ново, ништо изненадувачно. Ако ги прочитате утврдените состојби, утврдени од овластениот државен ревизор во текот на 2009 година и состојбите денеска кои што ни се случуваат, во суштина само го потврдуваат неодговорното и неефикасното работење на јавното комунално претпријатие, односно непреземање на мерки на сите институции кои што се инволвирани да обезбедат здрава вода за пиење за граѓаните. Треба да знаеме дека согласно одредбите на Закон за локална самоуправа, согласно одредбите за комунални дејности, водоснабдувањето е во надлежност единицата на локална самоуправа, а јавното претпријатие е во суштина основано од општината Гостивар. Ако ги прочитаме сите утврдени состојби во тој период, утврдени од овластениот државен ревизор, ќе констатираме дека крајно неодговорно, непрофесионално и недомаќинско работење со јавното претпријатие, јавно претпријатие кое што е во континуитет со блокирана сметка, јавно претпријатие кое што има огромен број неправилности во своето работење и не преземува активности за испорака на доволно количини на вода за граѓаните. Поѓајќи од интоса и принципите 5.12, каде што Врховната ревизорска институција, односно Државниот завод за ревизија на Република Македонија има обврска да обезбеди подобар квалитет за живот на граѓаните, имаме обврска да истакнеме и истакнуваме во тој период дека во суштина јавното комунално претпријатие не ги преземало потребните активности во однос на она што значи водоснабдување на градот Гостивар. Што се однесува се до тоа? Тоа се однесува, ако може да ги погледнете и анализирате, а силно ги охрабрувам сите надлежни институции да ги земат податоците кои што се утврдени од страна на овластениот државен ревизор за 2007 година и потребните информации од надлежните регулаторни институции кои што кажуваат за степенот на загубена вода која што јавното претпријатие ја испорачува во водоснабдителниот систем, а има со годините наназад над 70% изгубена вода во водоснабдителниот систем и само некаде околу 22-25% се фактурира, односно обезбедува да се фактурира кон граѓаните. Тоа укажува за една огромна негрижа за постапувањето, менеджирањето со системот за водоснабдување.
Тоа што не ги слушаат или не се придржуваат на вашите препораки не е доволен сигнал дека истражните органи треба дополнително да постапат? Мислам дека е многу комплексна состојбата. Секогаш кога се случуваат одредени состојби, немили состојби во однос на здравјето на граѓаните или пак во делот на квалитетот на испораката на услугите на граѓаните, секогаш се сеќаваме на утврдените состојби од овластениот државен ревизор. Верувам дека ова ќе представува една лекција, не само за јавното комунално предпријатие Гоствер, него лекција за сите јавни комунални предпријатија во државата, бидејќи ако ги погледнете податоците од регулаторната комисија, каде што ги анализира податоците на сите јавни комунални предпријатија, просечниот степен на закупа на вода во водоснабдителни системи изнесува 63%. Тоа е трогателно за нашата држава и е трогателно за начинот на постапување и управување со водните ресурси. Знаеме дека во наредниот период дека водата и храната ќе бидат најскапите производи кои што треба да ги обезбедим. Со ова што кажувам, значи нанесена е штета не само на јавното комунално предпријатие, бидејќи да испорачате или да произведете 100 единици производ, за тие 100 единици производ доколку ги продадете, тогаш државата ќе добие соодветен соодветен приход во државата по основ на данок на додадена вредност, тогаш јавните комунални предпријатија нема да работат со загуба, ќе искажуваат одредена добивка кој што ќе биде предмет на доначување, кој што ќе обезбеди данок на добивка во буџетот на државата, но и можност основачот да обезбеди одредени дополнителни средства од работењето на комуналното предпријатие кои што ќе се користат за инвестирање во самата општина. Телевизија 24 редовно ги следи вашите извештаите на Државниот завод за ревизија. Речиси во секој се објавени неправилности, прекршување на закони, работи кои што се косат со сите обврски и сите норми на правото. Колку од тие извештаи навистина резултираат со институционална одговорност? Видете, Државниот завод за ревизија представува врховна ревизорска институција на Република Македонија и можам со задоволство да кажам дека се гордеам на резултатите на работењето што нашите вработени ги испорачуваат на државата. Се гордеам со она што сме го испорачале последните неколку години во континуитет спрема државата и со задоволство истакнувам дека ефектот од нашата работа за оваа година во однос на буџетот на државата изнесува 1:135. Тоа значи дека државата ако вложи 1 денар во Државниот завод за ревизија, ние сме испорачале 135 денари во буџетот на државата. Какви се ефектите и на кој начин треба да се постапува по конечните ревизорски извештаи? Улогата на Државниот завод за ревизија не е само да детектира одредени состојби, или да се изразам пластично, ние не треба да бидеме само лекари, него едноставно ние ја воспоставуваме диагнозата и даваме препораки за подобрување на утврдените состојби, даваме препораки за причините, за надминување на причините кои што предизвикуваат одредени состојби и верувам дека во последните години имаме знатно подобрување во однос на преземените мерки по дадените препораки. Ако вашето прашање се однесува на степенот на задоволство од постапувањето на надлежните органи по конечните ревизорски извештаи доставени до надлежните институции, би сакал да истакнем дека имаме прекрасна соработка со јавното обвинителство. Таа соработка е уредена со меморандум за разбирање помеѓу Државниот завод за ревизија и јавното обвинителство и секоја година онаму каде што Државниот завод за ревизија ќе констатира одредени сомнежи, ги доставуваме конечните ревизорски извештаи. Степенот на прифатеност на конечните ревизорски извештаи доставени до јавното обвинителство се движи помеѓу 90 и 100%, што укажува на висок квалитет на работа на вработените во Државниот завод за ревизија, висок квалитет на утврдени состојби и во суштина очекуваме дека надлежните институции ќе преземат сите потребни мерки, секој нешто се огрешил да ги сноси последиците. Кога ќе се утврдат некои индиции на криминал или корупција, тука застанува вашето действување, потоа на ред е обвинителството или соработката продолжува и натаму?
Државниот завод за ревизија е инвентивна институција. Во суштина имаме преземено активности, 0% толеранција со корупцијата и она што значи злоупотреба на средствата од државата. Ќе посочам неколку примери во кои што во самиот тек на ревизија Државниот завод за ревизија, односно вработените или овластениот државен ревизор констатирал дека има потреба да ги извести надлежните органи за постапување. Така беше случајот со Државна лотарија на Република Македонија, каде што во текот на ревизијата, без да биде подготвен нацрт извештај, ја известивме Финансиската полиција и јавното обвинителство за сомнеш за сторени кривични дела, каде што надлежните институции, јавното обвинителство и Финансиската полиција ги преземаа потребните активности за постапување. Така беше случајот со јавната здравствена установа во Прилеп и има доста други постапувања и состави за одредени правни субјекти, каде што не ја чекаме она конечна форма да ревизорскиот извештај добие конечна форма, биде конечен ревизорски извештај и да ја ставиме. Значи, имаме воспоставен начин на информирање до јавното обвинителство и надлежните органи. За жал, во 2026 година имавме една состава во која што имавме истакнување дека надлежна институција ќе постапува по сопствена иницијатива, без да има во предвид дека таа институција е дел од засегнатите страни, каде што еве и во текот на денешниот ден објавивме ревизорски извештај за работењето на Фондот за здравствено осигурување, каде што сите 2417 засегнати страни се известени и покрај тоа што ние тој извештај е доставено до надлежните органи, во рамките на тие 2417 засегнати страни се вклучени Министерството за внатрешни работи, се вклучени Државната комисија за спречување на корупција, вклучено Министерството за финансии, управата за финансиска полиција, јавното обвинителство и така натаму, што во суштина нема никаков ризик дека одреден ревизорски извештај не е доставен до надлежните институции. Што според вас е потешко, да се откријат неправилности или потоа да се процесуира целиот случај? Па мислам дека едното и другото, бидејќи видете како, секогаш оние што се занимаваат со измамата, секогаш изноѓаат нови елементи, нови начини на измама во која што затоа и вложуваме во зголемување на знањето и вештините на нашите вработени со цел да бидеме рамноправни во знањето и вештината на оние што ги прават злоупотребите. Меѓутоа, исто така, Државниот завод за ревизија стои на располагање на јавното обвинителство и на сите надлежни институции во докажување на утврдените состави од страна на Државниот завод за ревизија. Меѓутоа, мислам дека конечно треба државата да ја свати улогата на Државниот завод за ревизија, да го вгради во уставот на државата, да го донесе новиот закон за државна ревизија и да обезбеди соодветно вреднување на вработените во Државниот завод за ревизија и на сите вработени во јавниот сектор, бидејќи во последно време имаме чувство и имаме фактичка составено одлевање на човечки ресурси од Државниот завод за ревизија во други приватни и јавни институции каде што во суштина имаат подобро вреднување на трудот на вработените. Што мислите за ревизијата да има поголема моќ? Што би било потребно? Дали измени на закон, дали поефикасно обвинителство или пак политичка волја? Видете, мислам дека постои политичка волја, бидејќи секојдневно ги слушаме заложбите за борба против корупцијата, ги слушаме заложбите за ефикасноста, зголемување на ефикасноста на судската власт, зголемување на ефикасноста на јавното обвинителство. Меѓутоа, мислам дека треба да се создадат услови, да се обезбеди соодветна правна рамка и уставна рамка за постапување на Државниот завод за ревизија, треба да се создадат услови за постапување на јавното обвинителство и соодветно постапување на судската власт. Рековте дека има одливи од овде од кадар, колку ревизори се потребни како ново вработување и дали се задоволни од годишниот буџет? Според нашиот акт за систематизација некаде сме позиционирани на 250, за сега имавме 142, оваа година веќе замина 3, во овој месец заминува еден од клучните вработени кои што управуваше со информационите системи и тоа представува удар за безбедноста на нашите информациони системи, но останува во соработка со надлежните институции да соработуваме и да се потребни да обезбедиме вработување на потребните човечки ресурси.
Во последните 5 години имате информација колку извештаи завршиле во обвинителството и колку добиле свој епилог? Во 2023 година доставени се 21 конечни ревизорски извештаи до 17 субјекти, од каде што постапувањето е 100%. Во 2024 година доставени се конечни ревизорски извештаи за 34 субјекти, од кои за 40 извештаи, при што имаме прифатеност 90% од конечните ревизорски извештаи, само за 4 ревизорски извештаи е донесена резолуција за немање основ за постапување по службена должност, и покрај тоа што моето мислење е дека сепак и во тие 4 извештаи има одредени елементи за постапување, меѓутоа не би сакал да го спорувам работењето на јавното обвинителство. Си има второстепени органи во самото јавно обвинителство. Верувам дека ќе се проверат зошто и на кој начин се донеле таквите резолуции, бидејќи секогаш кога ги доставуваме конечните ревизорски извештаи, јас како главен државен ревизор, а секако и помошник на главниот државен ревизор и овластениот државен ревизор имаат реални и објективни и веродостојни факти за сомнежот дека одредени состојби не се согласно законот, и така да оставаме да си проверат надлежните повисоки органи во јавното обвинителство. И во однос на работењето согласно годишна програма за 2025 година доставени се конечни ревизорски извештаи за 33 правни субјекти, за 40 кои се однесуваат на 42 извештаи. Имаме повратна информација за 9 постапувања, додека за 33 конечни ревизорски извештаи чекаме одговор за постапувањето, бидејќи сепак тие се доставуваат континуирано и во месец мај, во месец јуни, јули и така натаму, така да доставено е писмо до јавниот обвинител за добивање на повратни информации. Секоја годишно 2 пати добиваме повратни информации. За првите 6 месеци на крајот на годината добиваме повратни информации за преземените активности, така да што степенот на прифатеност на конечните ревизорски извештаи од јавното обвинителство е висок. Ова се, претпоставувам, ќе се сложите и вие дека се позитивни резултати. Ефикасна работа како на обвинителството, така и на Државниот завод за ревизија. Зошто во јавност има впечаток дека најчесто ревизорските извештаи завршуваат во јавноста, а не во судниците? Па мислам дека имаме недоволно пренесување на состојбите од страна на надлежните институции, дека тоа се утврдени состојби од страна на Државниот завод за ревизија. Тоа беше случајот со јавната здравствена установа во Прилеп, каде што имавме соопштение од јавното обвинителство, управата финансиска полиција, дека тоа се утврдени состојби само од тие две институции. Како главен државен ревизор интервенирав и потоа соопштението беше прилагодено и до објаснето дека во суштина се работи за утврдени состојби од јавното обвинителство. Исто така, на пример, многу малку се користат информациите во делот она што значи јавните набавки, ЗСМ постапување, актуелното постапување сега и напуштањето на државата од страна на еден менаџер на одредена институција која е предмет на истрага, кој исто така по ревизорски извештај од Државниот завод за ревизија. Јас благодарам на јавното обвинителство на Битоло и господјата обвинител од Битоло, каде што на писмено изрази огромна благодарност и степена задоволство од соработката со Државниот завод за ревизија, како нашите државни ревизори и овластениот државен ревизор неколку пати има заедничка средба, дава дополнителни објаснувања и самиот ревизорски извештај имаше епилог во надлежното јавно обвинителство. Меѓутоа постапувањето понатаму од надлежните судови е такво како што е. И во одредени моменти со право граѓаните се запрашуваат што е исправно и кој е начинот на постапување и зошто така постапуваат одредени надлежни институции. Потоа ги знаете информациите о постапувањето со клиниката за радиологија, односно радиоонкологија и така натаму, каде што целокупниот случај произлезе од конечен ревизорски извештај на Државниот завод за ревизија. И сето тоа во суштина замолувам и вам и останатите медиуми да го промовираат работењето на Државниот завод за ревизија, бидејќи де факто тоа е во суштина производ на утврдените состојби од Државниот завод за ревизија. Впрочем, ние не сакаме промоција и реклама на нашето работење, него сакаме промоција и објективни транспарентни известувања за утврдените состојби, бидејќи нашата цел е крајна цел од една страна да бидеме чувари на јавните средства,
чувари на средства на даночни обврзници, бидејќи и вие и јас сме даночни обврзници. Да. И втората работа, испорака на квалитетни, навремени, континуирани и услуги со висок квалитет. Да, само сакам да кажам дека често или најчесто ги објавувате извештаи каде што има неправилности, а ретко гледаме дека некој сноси одговорност по таквите извештаи или по таквите сомнежи за криминал или за корупција. Па јас мислам дека правдата е бавна, но сепак е достижна. Никој не веруваше дека ќе има епилог со јавната здравствена установа за онкологија, но сепак имаме епилог, така. Никој не веруваше дека од извршените ревизии за јавните набавки во СМ дека ќе има епилог, но сепак имаме епилог. Така да никој не веруваше дека ќе имаме епилог со јавната здравствена установа во Прилеп, но сепак имаме епилог. Така да има голем број на состави кои што имаат епилог, меѓутоа мислам дека се недоволно истражени, недоволно промовирани јавноста да се информира. Би сакал да истакнам дека еве заедно тука и колегата кој што е единицата за комуникација, за прв пат Државниот завод за ревизија во 2020 година формира единица за комуникација во која што во преходниот период имавме еден вработен, во овој период имаме до април 2026 година имавме тројца вработени во единица за комуникација и го зголемивме начинот на комуникација со јавноста, го зголемивме засегнатите страни, ако во 2020 година немавме 0 засегнати страни, потоа утврдивме 40 засегнати страни, сега имаме 2417 засегнати страни, што значи денес кога го објавуваме конечните ревизорски извештаи, ги известуваме сите 2417 засегнати страни. Нашата посетеност на веб страната имаме енормно зголемување. Ако во 2020 година сме имале 48.000 посети, во 2025 година имаме зголемување за 634%, во 2026 година бројот на посети на веб страната за првите 6 месеци еднаков за цела година 2025 година, тоа укажува на една висока посветеност на вработените во Државниот завод за ревизија, за што искажувам огромна благодарност, но и во друга страна зголемена доверба на граѓаните. Последниот случај кој што се отвори во јавноста, ние веќе го работиме неколку дена како информативна редакција, заемот на владата од МНФ. Дали тука постои можност за вонредна инспекција? Не ја гледам потребата од вонредна инспекција. За ваше информирање, пред 2 недели беа представници на Светска банка, представници на Меѓународниот монетарен фонд и представници на Европската унија, каде што го поставија прашањето за користење на слободните парични средства од Народна банка во буџетот на државата, односно за фаќање на дел од добивката од Народна банка во буџетот на државата и во исто време кога Народна банка ќе искаже негативен финансиски резултат, дека обврска на буџетот на државата да го покрие тој негативен финансиски резултат. Се поставува прашањето генерално: дали е добро да имаме мртов капитал кои што стојат во акционерски друштва или во Народна банка, каде што е собственик државата, а во исто време државата треба да се позајмува на странскиот пазар и на домашен пазар, да плаќа високи камати и да отплатува други кредити. Мислам дека е едно соодветно правилно решение во кое што ако тие средства не се потребни за реализација на одредени инвестициони проекти, ако стојат само на сметката на да речеме на МНФ, на АДМЕПС и така натаму, зошто тогаш да не се искористат, бидејќи државата е единствен собственик во тие акционерски друштва, да се отплатат онаму каде што ние плаќаме казнени пенали, плаќаме редовна камата и така натаму. Еве за илустрација на граѓаните, за илустрација на вашиот медиум. Но дали тие пари се државни кои што се позајмени или се пари од европската навигација? Вака сега. Тоа се пари кои што во суштина ги има за своето работење акционерското друштво МНФ. Добро. И тоа се средства кои што се во суштина индиректно државата, бидејќи единствен собственик во МНФ е државата и нема никаква пречка државата да ги поземи парите и тоа во исто време вие кога имате средства и вашите средства се во левиот джеб, од левиот джеб ги преместувате во десниот джеб.
Тоа е исто така кога државата премостува од едно акционерско друштво во буџетот на државата. Се поставува прашањето како тогаш даваме третман кога државата инвестира во акционерското друштво, да речеме Транспорт Македонски железници. Што е тогаш? Дали имаме проблем тогаш кога државата инвестира во акционерското друштво согласно годишна програма за инфраструктура и така натаму? Дали имаме проблем тогаш кога државата инвестира во одредени капитални проекти во интерес на одредени акционерски друштва? Сакам да кажам, подобро е да имаме современо менаџирање со средствата, подобро е средствата да ги користиме наменски и со соодветна економичност и да правиме поголем обрт на средствата, отколку средствата да ги чуваме само како мртов капитал. Би сакал, реков, за вас, за граѓаните на нашата држава, да дадам една споредба. Имајќи во предвид дека пред една недела надлежното Министерство за финансија побара мислење за заем од Светска банка во однос на што значи подигнување на знањето и вештините на вработените во јавната администрација, укажавме на потребата дека се согласуваме за земање на заеми, но во исто време укажуваме дека се вложени и утврдени добри индикатори со конкретни резултати за мерење на тие индикатори и на времено искористување на средствата со цел да не бидеме ставени во позиција да плаќаме казнени пенали за неповлечени средства. Имено, акционерското друштво МЕПС беше предмет на ревизија во преходниот период. Како ревизија утврдив дека започнувајќи од 2014 година до 2026 година, акционерското друштво има склучено договори за земање на заеми во висина од 102 милиона евра. Степенот на искористеност на тие кредити е 57%. За таа цел, кредитните услови се EUBOR плюс 3. EUBOR изнесува 2,58 до 2,80, плюс 3 тоа му доаѓа 5,80% каматна стапка. Државата ниме еднократна провизија, ниме редовна камата, има платено досега 5 милиона и 200 илјади евра. Ниме казнена камата, има платено 2 милиона и 600 илјади евра. Ако ги соберете 5 милиона и 200 и 2 милиона и 600, тоа доаѓа 7 милиона и 800 илјади евра. Направете споредба 102 милиона евра со 7 милиона и 800 илјади евра, добивате каматна стапка од 7,80, односно 8% проценти камата. Каде може да најдете со 8% оплодување на капитал во банкарските институции? Тоа го кажав и на представниците на Светска банка, тоа го кажав и на делегацијата на Европска унија, тоа го кажав и на Меѓународниот монетарен фонд. Знаете што беше одговорот? Што? Се согласиме со мојата констатација дека не може да чуваме мртов капитал. Да, овде само спорно во целиот овој последен случај е тоа што и Европската навигација би се заинтересира да отвори истрага бидејќи се трошат нивни пари, не државни пари. Не. Тоа е спорното. Не е така. Не се тоа нивни пари. Ние добиваме пари од Европска унија бидејќи даваме услуга на европската навигација. И тие пари треба да ги користи навигацијата, не да ги позајмува на трет субјект. Во ред. Во случајот владата. Во ред. Значи, да расчистиме. Тоа не се пари на европската навигација. Тоа се пари на нашето акционерско друштво кое што дава услуги на европската навигација. Сите прелети, сите слетување и полетување се наплаќаат од страна на нашето акционерско друштво. И тоа е приход на нашето акционерско друштво. Приходот на акционерското друштво одлучува менаџерите и органите во самото акционерско друштво. И тука европската навигација не може да има надлежности во начинот на управување и користење на средствата. Единствен основач на тоа акционерско друштво е владата. И тука нема ништо спорно. Тука завршуваат сите работи. Тука. Спорно би било ако ние, како акционерско друштво, не вложуваме доволно во самоверување на системите за навигација и не обезбедуваме безбедност на прелетот и слетувањето и полетувањето од нашите аеродроми, во тој случај може да кажеме да сме погрешиле во начинот на постапување. Но се додека како држава безбедуваме безбедност, сигурност во навигацијата,
во следувањето и полетувањето, тогаш не ја гледам причината да зборуваме за злоупотреба или можна сомнеш за злоупотреба на таквите средства. Ви благодарам на интервјуто. Ви благодарам и вам, беше чест и задоволство.